Велика Британија создаде земјотрес во Европската Унија. Од Сабајлево сите се прашуваат дали Европската Унија ќе преживее, што ќе се случи понатаму, дали Велика Британија од утре ќе нема повеќе да биде членка на Европската Унија. Правно не е така. Правно ќе има 2 години за преговори и тие 2 години можат да се продолжат доколку има согласност од другите држави членки на ЕУ. Но како што изгледа според изјавата на Германија од Сабајлево, тие се одлучени да не даваат повеќе од 2 години и што автоматски значи дека сакаат брзо да ја расчистат оваа ситуација и да се посветат на малку поинакви процеси во Унијата. Така што очекувам по првичниот бран на ликување на евроскептицизмот и така натаму да потоа на површина излезат интегративните процеси, да се враќаат назад на првичната идеја зошто Европската Унија е создадена, да се зајакнат гласовите на основачите на Европската Унија, што ќе создаде една сосема поинаква динамика внатре во Унијата. Тоа значи дека земјите основачи на Европската Унија би можеле да влезат во нови зајакнати соработки, да видиме нов вид на Европска Унија? Би можеле да видиме нов вид на Европска Унија, би можеле да видиме Европска Унија на концентрични кругови, но пред се мислам една стабилизација на Европската Унија која што ќе се посвети, ќе гледа да го зголеми својот интегративен капацитет, бидејќи тоа е оној кој што најмногу всушност трпи и од финансиската криза, но тоа е веќе завршена приказна, а сега и од Брекситот. Дали ова ќе ги зајакне овие сепаратистичките движења во Европа? Дефинитивно, веќе е тоа најавено во Шкотска, во Ирска, се гледа и по мапата резултатите од Брекситот, може да има последици по Шпанија и така натаму, но едно треба да знаеме, сепаратистичките движења на национално ниво во Европа се интегративни, односно про-европска Унија. И тоа исто создава една сосема нова и друга динамика во процесот. На крајот, како овој Брексит ќе се одрази на Македонија, на нашата политичка криза, дали гласот на Европската Унија ќе ослабне во Македонија? Не очекувам дека гласот на Европската Унија ќе ослабне, затоа што други земји членки сега добиваат пак и уште повеќе во тежина, а тие сигурно нема да ги сменат своите вредносни критериуми и својот став кон принципите на проширувањето. Дури, мислам дека ќе зајакнат принципите на проширувањето по Брекситот. Значи, според вас, проширувањето не е во опасност. Знаеме дека Велика Британија беше голем поддржувач на проширувањето. Проширувањето на краток и на среден рок, мислам, нема да се смени динамиката на проширувањето, бидејќи Европската Унија ќе се посвети на малку на себе си, да го зголеми интегративниот, а со тоа да го зголеми и сопствениот абсорбционен капацитет. Ќе остане на политиката прво основите, ќе остане на строгата условеност, но потоа има услови да се создаде нов наратив за пристапувањето на државите од Балканот во Европската Унија.